Во јавноста повторно се отвори прашањето што секогаш не вознемирува. Како се препознава злото на време и дали системот можел да го спречи пред да ескалира? По актуелниот случај во Кумановско, каде во истрагата е 25-годишниот Трајко Бојковски, се наметнуваат сериозни дилеми. Дали станува збор за изолиран криминален чин или за можен серијски образец? Што вели криминологијата, што вели судската психологија? Постојат ли рани предупредувачки сигнали? Дали институциите можеле и морале порано да ја препознаат шемата? И конечно, дали живееме во време кога екстремното насилство станува почесто или е само повидливо? Одговор на овие прашања, почитувани во денешното издание на Да си кажеме, бараме од универзитетската професорка од Факултетот за безбедност во Скопје Светлана Николовска и од судскиот психолог Крсте Мањановски. Почитувани, добре дојдовте во студиото на Телно. Благодариме на поканата. Добар ден. Јавноста со право очекува одговори на трагедијата што вчера се случи во Скопски Карпуш и ја потресе и не потресе сите. Дали институциите потврдили и во овој случај со оглед на тоа што братот на починатата вели дека станува збор за семејно насилство кое траело со години? Како вам ви изгледа на прва со оглед на вашата долгогодишна пракса во вакви случаи? Па очигледно е дека потврдил системот. Ако е вистина оно што братот го изјавил дека повеќе години веќе е пријавувано во институциите од системот, а институциите не реагирале. Кога зборувам институциите, тоа се центрите за социјална работа, правосудните органи, Министерството за внатрешни работи. Тогаш навистина ова е страшно што ни се случува кај нас, во нашата околина, во нашите соседи. Да погинат, односно да се самоубијат две лица. Мислам дека дефинитивно не ни доаѓа памет дека ова Зошто не се потврдили случува. институциите од немарност или такви се законите па не им овозможуваат поголемо влијание? Знаете, законите се добри, меѓутоа во вакви случаи треба да се постапува по законите. Во вакви случаи каде што имаме дефинитивно очигледно дека се имало семејно насилство, постапката мора да биде многу итна. Проценката на тоа дали ќе се случи нешто или нема да се случи, почнувајќи од центрите за социјална работа, јавниот обвинител и судовите, би требало да биде навистина стручно. Затоа што ние не можеме да предвидиме што ќе се случи следниот ден со сторителот или со жртвите. Мислам дека обуката и сите оние работи што се направени до сега, како да не вродија со плод, а ги имаше мал милион. Зошто тоа се случува? Од немарност, од непрофесионалност, од незаинтересираност? Треба ли на крајот на криштата, прашањето е дали треба сега некој од институциите кој бил надлежен, кој бил на увид, веројатно имало повеќе интервенции, но не било соодветно реагирано да преземе одговорност? Очигледно, мислам дефинитивно треба да се, затоа што ова е крајен чин што се случи вчера. Сите институции мислам дека потврди. Сите институции потврди. Вакви настани се случувале, ќе се случуваат, меѓутоа треба еднашка за секогаш да се почне да се постапува онака како што припишува законот. Не можеме да оставиме на случајност. Постои можност, меѓутоа ајде да видиме што ќе се случи. Знаете, семејното насилство е многу специфична категорија. Ние во последно време имаме страшен пораст на бројот на пријавени случаи на семејно насилство. Значи, дали се спремни, кадровски дали се спремни, не ми се верува. Затоа што очигледно е дека вакви случаи не се повторуваат и тоа многу често. Која институција во системот е најкршлива, најранлива? Каде не функционира системот? Кои се институциите? Како оди редоследно? Пријавувањето на семејното насилство најчесто се обавува во Министерството за внатрешни работи, се пријавува во скоро сите институции од системот, во јавното обвинителство, центрите за социјална работа, невладините организации, значи сите мора да примат пријава за семејно насилство. И наместо да се реагира веднаш, дури постои институции каде што се одвраќа. Ајде, те чукнал малку или нешто. И жртвата тогаш се чувствува дека е незаштитена. Значи, треба веднаш да се реагира, не треба да се остави на случајност. Ништо не треба да се остави. Да се направи елаборација на личноста и на сторителот и на жртвите и да се преземат соодветни мерки. Кои се соодветни мерки? Да се пријави, јавниот обвинител сериозно да свати ситуацијата и поратека да дојде со епилог до судот.
да нема некои мерки за мерките за заштита. Ние што правиме? После пријавувањето многу е бавно сето тоа. Има вештачења, има сите тие работи треба експресно да се направат, затоа што не можеме да предвидиме што ќе се случи следниот ден. Тоа е апсолутно невозможно. Професор Ниголска, зошто, како ова да не остане уште една од низата трагедии со без епилог и повторно за некое време повторно да... Јас би се надоврзала, значи семејното насилство е еден проблем на кој што треба се повеќе да посветуваме внимание, затоа што тоа е нешто што веќе кај нас многу често се случува. Станува еден сериозен општествен проблем. Ние имаме закони, имаме протоколи, значи имаме совети за сузбивање на семејно насилство. Точно е пропишано секоја институција како треба да реагира, кои се нејзините надлежности. Како треба да реагира полицијата во случај дека ако една жена жртва на семејно насилство пријави дека некој член на семејството, најчесто сопругот ја малтретира физички или психички? Значи, Министерството за внатрешни работи, јас долги години работев таму и баш и неколку случаи од оваа проблематика. Прво и основно, на секоја пријава треба сериозно да се приде. Значи, не без тоа ќе се смирите, него вистина да се има сериозен пристап, и не тоа да се решава само од униформираниот дел на полиција, каде што вика вознемирување или не знам што, него инспекторот за семејно насилство да си преземе соодветни мерки, а тие секогаш се во координација со центрите за социјални работи. Значи не утре, не задутре, него веднаш. Ова е така по теорија. Дали овој случај вчерашната трагедија значи дека ниту инспекторот задолжен за семејно насилство, ниту социјалните служби не реагирале како што треба? Не се завршиле работата? Ние не можеме сега да кажеме дека они не постапувале. Значи, за тоа си постои дали е пријавувано, кога е пријавувано, како се постапило, кога се постапило, кои мерки биле преземени, дали биле повикани на разговор, дали биле посоветувани, дали имало семејно насилство типот на кавги кои што се, или имало типот од насилство каде што имало и со повреди, каде што имало малтретирање на жената, на детето, не само вербално, туку и физички. Во таква ситуација потребно е и известување до јавното обвинителство и преземање на системна мерки. Системна мерки каде што стварно меѓуинституционалната соработка треба да функционира посебно кај овие случаи безпрекорно. Што значи? Центрите за социјални работи треба да имаат логистика, но треба да имаат и сместувачки капацитети. Каде би ги сместиле жртвите на семејно насилство, кои со тие жртви би работел. А од друга страна да се работи и со осомничениот, да се види во каква психичка состојба, каква ги знаат институциите и од теорија и од пракса, што според ваше мислење е најранливо во тој систем? Која институција е најнеподготвена да си ја обавува должноста за која постои? Јас мислам дека сите подеднакво потврлуваат. Зошто? Поради нестручност, незаинтересираност, недоволна мотивираност? Она последното. Јас мислам дека луѓето сега оставаат работата на некој друг. Ние нашата работа ја завршивме, тие нека продолжат. Не. Секој треба за случајот да постапува сите цело време. Значи, сето време секој од свој аспект да постапува и меѓу себе да си ги разменуваат информациите. Значи, не може сега ние примивме пријавата, па сега Центар за социјални работи, они што сакаат нека прават. Не. Треба и Центарот за социјални работи и инспекторите за семејно насилство да бидат во координација со јавното обвинителство, дали тука има излезно и какво излезно решение. Сте слушнали ли се сеќавате вие некој од институциите да понел одговорност во случаи други на фемицидија, ги имавме такви безброј во минатото? Не. Треба ли конечно некој од институциите да биде казнет на некој начин, да понесе одговорност за непостапување или за неделување или за лошо делување или за... Значи, по записници, по документација сите примаат пријава, сите кажуваат што преземале, но нема ефективност. Значи, нема ефект од сето тоа. Зошто никој не е казнен заради тоа? Па затоа што сите викат ние во рамките на нашите овластувања направивме се што можевме.
Значи законот не чини. Тогаш треба да Не, смениме законот. законот си е добар. Значи законот си е добар. Еве го Ако сите постапиле повторно има жртви? Сите постапиле, повторно има жртви, значи нешто во тој систем не функционира. Треба да имаме правилно примена на сите протоколи. Значи не секој јас до тука, ти продолжи. Не. Но одговорност нема за досегашните случаи. Затоа што секој вика јас до тука сум надлежен. А ти останатото Значи се вртиме во еден мањецен круг. Како да излеземе од тоа? Како да излеземе со малку посериозност? Значи, јас порано додека работев во полиција имаше многу обуки, но треба континуирано тие обуки да бидат. И не да биде обуката само на еден инспектор, само на еден од Центар за социјални работи. Треба да се обучат и полицијата, значи оние луѓе кои што се на прифат на секоја пријава. Значи секоја пријава во дежурна служба, но ке во 3. Инспекторот не е дежурен. Тој треба да биде спремен како да се соочи со таква пријава, прифат на жртвата. Значи, како да ја прифатат, како да ја помогнат во тој клучен момент. А и центрите за социјални работи имаат дежурни. Значи, ноќе, дење, веднаш да се реагира. Имаат ли социјалните служби дежурни служби? Имаат, меѓутоа, само да допълнам колешката. Знаете, имало обуки во сите сегменти на ова делување. Почнувајќи од адвокати кои бесплатно би ги застапувале жртвите, полицијата, инспекторите, јавните обвинители, посебно се едуцираат судиите и се. Меѓутоа, во случаи, лично ви кажувам, и сум бил во некој случај каде што е имало екстремно насилство, што правиме? Ги зимаме жртвите, ги сместуваме во шелтер центри. Сторителот го оставаме дома. Нешто што е несватливо. Жртвите престојуваат во тие шелтер центри ограничено и, например, 3 месеци би можело да остане. Тоа е скриен центар, каде што се повеќе жртви од себе насилство. И они, едноставно, после поминувањето на тој период би требало да се врати. Очигледно дека казните и превенцијата, не е превенцијата колку што проценката за понатамошно сторување. Од изјавата вчера што ја слушнавме, ова перманентно било пријавувано и не се превземани соодветни чекори. И кој е одговорен за тоа? Сите. Очекувате да има одговорност овој пат? Очекувам. Навистина очекувам. Зошто до сега немало одговорност? Нема потешко нешто да се случило, барем мислам дека последните 10 години. Би требало сите да се одговорни. Малку совеста да проработи. Не можете да ја земете жртвата и да ја сместите во шелтер центар, а сторителот да го оставите дома. Би требало нешто обратно. Значи, тука би требало. Светските истражувања јасни се. Се зима жртвата, се зима сторителот и се сместува во притвор. Затоа што притворот е страшен шок. И се отприлика во сите светски истражувања се кажува дека отприлика 10 дена притвор би било соодветно за да не се повтори. Добро, ете, полицијата и обвинителството во овој случај не си ја завршиле работата. Социјалните служби, вие бевте долги години дел од таа институција. Како се опремени? Имаме ли доволно кадар, стручен, обучен за вакви случаи? Мислам дека недоволно согласно законот. Заради тоа што, како што рече Гојашката, тие мобилни тимови што ги има, реагираат. Меѓутоа не се доволни очигледно. Очигледно дека треба уште повеќе да работат, меѓутоа да наистина точно. Никој не може да го предвиди однесувањето на сторителот од еден прашалник или од некој однесување. Видите, ако овде жртвата останала во својот дом, по повеќе пријавување, очигледно е дека оној ланец жртви и пријавување, јавен обвинител и судија би требало многу порано да реагираат. Ако се повтори или подрибат, тогаш казната би требало навистина да биде соодветна на стореното дело. Во многу европски земји казните во однос на семејно насилство се многу поригорозни. Сме слушале, сме биле информирани, сме читале дека се одземаат децата од фамилии каде што има барем еден случај или на најмал сигнал за такво нешто
Дали треба да се заострат законите и во Македонија или сметате дека вака треба да остане? Мислам дека би требало да се заострат, меѓутоа одземањето е некоја крајна инстанца. Зошто да се одземе кога мајката, која била жртва на семејно насилство, зборувам, навистина не го знам случајот, кога добро функционира како родител. Очигледно дека другата страна нешто не било во ред. И очигледно дека тој човек би требало да биде изолиран. Затоа што не збориме само за физичко насилство. Дури потешко и далеко потешко е психичкото насилство. Замислете, демнење, јавување на телефони, закани, претење од сите страни, интервенции од сите страни. Тоа е навистина една многу сложена материја. Добро, во однос на случајот од вчера, тоа би било отприлика вака. Во исто време се соочуваме со нов можен серијски убиец, се истражуваат и други жртви. Според дефиницијата на FBI, серијски убиец е оној што ќе изврши најмалку 3 убиства во со одредена пауза или со одреден временски период, но кога според во оперативниот термин го користиме, односно и правната дефиниција станува збор за серијски убиец. Ние во Македонија сме имали искуство такво со неколку случаи, меѓутоа еве сега повторно во продолжение ќе зборуваме за тоа дали системот зата или тука со оглед на тоа што дел од жртвите биле погребани, закопани без да се изврши анализа како настанала смрт. Така глобално зборуваме за серијски убици и масовни убици. Тоа се два поиме кои се многу разликуваат. Она што генералната дефиниција кажавте, над 3 убиства, ако се има, тоа се рачуна во некој одреден временски период, се рачуна дека е серијски убица, додека масовните убица се убици на момент. Во исто време повеќе убиства. Да, ние имавме до сега неколку серијски убици и видовме дека тоа се дефинитивно, можеме да кажеме, психопатски личности кои ги сториле овие убиства. Кумановскиот случај, мислам дека не се само 3, мислам дека и ќе бидат повеќе. Велите психопатски, дали секој серијски убиец мора да има психијатриско нарушување и дали менталното здравје е објаснување, олеснителна околност за него или често само наратив што се користи за јавноста полесно да ја свари трагедијата? Психопатијата не е болест по најновите светски истражувања. Тоа е процес. Болеста е процес, додека овдека е случај. Не можеме да 90% од психопатите се здрави, интелектуално здрави личности, кои имаат апсолутно големи недостатоци во своето однесување, а ќе збориме околу тоа. Не, затоа велам дека на некој начин стигматизираме ако речеме дека секој серијски убиец мора да има психијатриско нарушување. Бидејќи има луѓе со психијатриски нарушувања, а не се сите. Не, точно. Отприлика 10% од сите овие и серијски и масовни убиства се со психотични епизоди во животот, тоа значи дека потешки психијатриски заболувања. Другите се интелектуално зачувани, дури до генијално се оди. Исклучително е тешко, кој ќе може далеку подобро знае сигурно, за пронаоѓање на серијските убици. Исклучително е тешко. Тоа значи дека се планира. Нивниот ментален склоп воопшто не се совпаѓа со менталниот склоп на нормалните здрави личности. Добро, дали во Македонија, професорки, има институциите протокол за препознавање на серијски шеми кога станува збор за убиство? Како се делува? Вели Маљановски, исклучително е тешко да се истражува. Значи, ние во серијски убиства имавме неколку во Македонија. Сите се разликуваат еден од друг во однос на начин на извршување користени средства. Посебно, да речеме, како полицијата би реагирала во таков случај. Полицијата реагира на секој случај, на секоја пријава, но и на секој настан кој што се случува. Полицијата реагира и по секој исчезнато лице. Значи, трагаат каде исчезнато како. Во
Предходните случаи, значи кај што беа сериските убиства во Охрид, сериското убиство во Кичево, сериското убиство во Ѓорче Петров, сите се различни. А со тоа што серискиот убиец во Охрид, кај него беа користолюбиви мотиви. Мажи беа жртви. Мажи жртви, но тоа се жртви за кои што тој знаел дека имаат пари, значи тоа се луѓе кои што се менувачи на пари, на диво, и он знаел и точно во кое време кај нив има поголема сума на пари. И токму причината била тоа. Но тој убиствата ги вршил претходно смислено. Значи кога, каде ќе го изврши, што ќе примени, како ќе го прикрие телото, и не ги вршил веднаш, него по подолг временски период. Дури тука и се охрабрувал со тоа што полицијата не го открила сторителот. И веќе тоа може би го охрабрува за наредно. Наредното не е откриено, па наредно. Сега зборувате за мотивите. Дека во секој случај може да бидат различни. Различни. Во секој различен случај, да, но кои се најчестите временски период? Кои се најчести индикатори кои покажуваат дека не станува збор за изолиран случај? Како полицијата ги поврзува неколку жртви дека станува збор за ист убиец? Полицијата ќе ги поврзе жртвите врз основа на увидот кој што е извршен врз самата жртва и врз трагите и начинот на извршување на убиството. Значи, ако имало предходно слично убиство, па наредно после неколку дена, неколку месеци на сличен начин, тогаш полицијата по модус операнди го поврзува случајот. И ако предходното не е откриено, веќе значи се работи за нов случај и тогаш има индикации за можност од сериски убиец. Бидејќи сега ќе се прави ексхумација повтор на дел од жртвите и ќе се бара одредена поврзаност. Каков е законот кога не станува збор за природна смрт? Дали секогаш постои обврска дека мора да се направи обдукција или не? Тоа се прави по барање на семејството. Како се врши кривична истрага? Во овој случај има погребани жртви без претходно да се отвори истрага. Секогаш, без да биде повикан обвинител. Секогаш кога е настапена смрт, медицинска екипа доаѓа и констатира дека е настаната смрт и самата медицинска екипа е должна да го прегледа телото на починатиот и да утврди дали има видливи траги на насилство, но и да се посомнева од однесувањето, дали има сомнителност во однос на настапувањето на смртта. Посебно чувствително ако има траги на насилство. Кај жртвите во Куманово, веќе, кога судска медицина после ексхумација, после месец дена, утврдува дека е насилна смрт, тогаш веќе има индикација зошто медицинската екипа не утврдила траги на насилство. И какви видови траги на насилство. Кога ќе утврдат траги на насилство, тогаш се прави обдукција. Дали во овој случај значи станува збор за пропуст, односно повторно немање на координација помеѓу полиција, обвинителство, здравствени институции? Значи полицијата кога ќе е настапена смрт, тогаш за да се погреба лицето, треба медицинска екипа или лекар да констатира смрт. Врз основа на тоа што лекар ќе констатира смрт, може лицето да биде погребано. Може да му биде издадена умреница. Значи во случајот полицијата не е информирана за такво нешто. Кога има, значи и втор случај, и повторно не е прегледано лице, значи еве имаме нова ексхумација. Полицијата реагира тогаш кога медицинската екипа ќе каже дека да, кај оваа жртва има траги на насилство. Тогаш полицијата врши увид на место на настан, па ги зема сите траги, па врши сослушување на сите луѓе тука што биле, па истражува претходно контакти на жртвата. Значи буквално целиот процес го презема полицијата. Меѓутоа едно конкретно прашање за вас. Дали ваквите случаи се трагичен сплет на индивидуална патологија, како што велите, или пак станува збор за системски пропусти кои се неизбежен дел од секое општество? Знаете, мислам дека во прва инстанца многу малку знаеме за серијските убици глобално. Овде прв индикатор е тоа што во еден одреден временски период починуваат само жени. Тоа би требало да биде она црвена лампичка што би требало да се запали. Теоријата познава 4 вида на серијски убици. Мисионери е видот каде што се убиваат најчесто жени, повеќето жени, заради
од најразлични причини, меѓутоа се убиваат жени кои се проститутки, обоени, вака, и имате масовно. Најпознатиот е еден американец кој има убиено 52 проститутки, од кои во првиот стадиум се откриени 5. После тоа ги кажува другите и на лице место оди каде што ги закопа. Вториот – хедонизмот. Задоволство од убивањето. Ви кажувам, тоа се сериските убици се посебен тип на луѓе. За жал, можеме да ги препознаеме, имаме скала за препознавање, тоа е Харевата скала за препознавање, која не знам, дефинитивно не знам дали се употребува, каде што може да се утврди дали едно лице има наклоност кон психопатија. Постојат ли рани предупредувачки сигнали? Постојат. Кога Постојат. Кога почнуваат насилните фантазии? Во раната? Во најрана возраст. Најрана возраст познато е дека сериските убици има причината за настанување на сериски убиец се две во основа: биопсихолошки и социјалната средина. Едно од индикаторите, и имам пример дека психопатите, односно овие сериски убици, ги мразат животните. Тој од најмала возраст ги злоставува животните до немај каде. Почнува со малолетничка деликвенција, разбойништва ситни, и завршува на овој начин. Ви кажувам, ова е многу специфично, дури ако судската медицина утврди дека постоела можност и за сексуално насилство, односно и некакви силувања на жени од 80 и нешто години, постари жени, освен едната која беше пријавена, тогаш би требало на вистина да се запрашаме зашто не реагира. Дали игнорирањето на семејно насилство, булингот во раното детство или ситната агресија создава една култура на толеранција и на нормализација? Не би требало. Но дали е така кај нас? Кај нас е да. Многу се факторите. Патриархалноста и сите тие. Ако ја отвориме целата популација кај нас, ние би имале, мислам, 3 пати повеќе пријави на семејно насилство. После првото семејно насилство, независно дали е психичко, физичко, економско, сексуално, би требало да се реагира и институциите веднаш треба да реагираат. Веднаш. Тука нема дискусија околу тоа. Затоа што вие не можете да го предвидите, освен ви кажувам, овие скали што се работени врз психопати кои се затворени, кои очигледно покажуваат профил на психопатија. Професор, ги анализиравте мотивите на досегашните сериски убици, односно искуствата на Македонија во таа сфера. Како се разликува убиство од корист од убиство за потреба на контрола? И еве, овој последниот што се истражува случај како можен сериски убиец, зашто, каков мотив според вас станува збор? Овој што е Кумановскиот случај, значи тука се уште треба да се работи за да се расчисти правиот мотив, затоа што жртвата што пред неколку дена беше направена скумација, значи тука и од она што го читав по социјалните мрежи, дека родителот кажува дека подолг временски период самата жртва била следена од сторителот, од осомничениот, и они го пријавувале случајот во полиција. Ние во нашиот кривичен законник имаме кривично дело на демнење. Значи, ако тоа е пријавено, требало и дефинитивно да се преземат појаки мерки. Од друга страна се кажува дека полицијата да била таму, ама не го пронашла. Значи, не го пронашла за да обави разговор со него. После неколку дена жртвата починала. Полицијата тука не го поврзува дека е пријавен случајот, затоа што можеби и не знае дека починала истата личност. Тука е таа неразмена на информации, на таа потребна меѓуинституционална соработка. Значи, тука требало да бидат поврзани дека таа жртва за која што е пријавено предходно демнење, истата е почината. Тука треба да почне таја. Што укажува повторно на системски пропуст? Што укажува системски процес, ама ја би рекла тука меѓуинституционално затајување. Значи, повеќе треба размена на информации помеѓу институциите. Добро, очигледно е дека проблем имаме. Имаме. И сега, дали проблемот е повеќе Маљановски во психолошкиот профил на сторителот, во таа патологија која има корени во раното детство, веројатно, или пак во институционалниот одговор. Ова што не сме подготвени како
кадарни како општество, како систем, како институции, да превенираме, да препознаеме навреме и да спречиме? И во двете. Вие имате серијски убијци кои се интелектуално супериорни. Они знаат да го скријат, да манипулираат, да лажат. Дури имало и притворени, па излегле од притвор заради манипулациите. Тоа се навистина посебни луѓе. Времето на сторување, во принцип се знае дека најголемите серијски убици се на возраст помеѓу 25 и 35 години. Најчесто се откриваат после 4 години сторување. Они се лукави, они манипулат. Ви кажувам, тоа е страшно нешто. Сега во овој случај ќе се истражува неговата, ќе се оди на психијатриско вештачење за да се одреди степенот на неговата пресметливост. Што значи во овој случај пресметливоста и колку е тоа објективно психијатриско вештачење? Он е гарантирано вештачење? пресметлив. Заради тоа што ги планирал, он ги посетил и претходно жртвите, виделе дека е сам. Се е тоа планирање. Он ја демнеал дефектологот што го пријавила. И добро е што е притворен, иначе постои реална можност и она да била нападната. Да ви кажувам, тоа е еден сегмент. Второ, имате хедонистички серијски убици, кои убиваат од задоволство. Едноставно, чинот на убивање и на нив им и Да, сега зборувате за психолошкиот профил на сторителите, но каков е одговорот на системот, на институциите? Не, ова би требало да се реагира уште од млади, заради тоа што слушнавме дека и како мал он имал девијантно однесување. Уште во училиште бил изостанувал, насилен, вулгарен и сите тие работи, значи би требало и тука одведнаш тогаш да се реагира со... Дали во Македонија, значи, системот ги игнорира ваквите мали форми на ситна агресија или рани сигнали, се додека не стане предоцна? За жал, да. Заради тоа што веќе мислам дека вакво, да кажеме, дете на оваа возраст, ние скоро и да немаме институција, односно систем, каде би го сместиле и луѓе кои би биле обучени да го превоспитуваат, иако психопатите не постои можност да се превоспитат. Тоа е третман кој е безуспешен. Од каде треба да тргнеме? Треба да тргнеме... Затаело во прва мерка семејството и училиштето, а понатаму социјалните служби, па полицијата и обвинителството? Затаело прво семејството, околината, пријавувањето на делото, после тоа затаел образовниот систем, сигурно. Сите системи затаело во конкретниот случај. И како да излеземе од овој волшебен круг сега? Што треба да се смени тука? Бидејќи велите немаме систем, ние немаме сега како институционално да се решава, односно да се смести овој човек, бидејќи велите пресметлив е. Така е. И без да направите судско вештачење, сега ќе се прави психијатриско вештачење. Јас од криминалистички аспект ги имам анализирано не само убиства во Македонија и серијски убиства кои што се случувале во различни држави од светот. Големиот дел од серијските убити, значи кај нив е мотивираноста, кај нив е желбата на хедонизмот, желбата за уништување на нечии човечки живот, можеби што не му доволно на некои негови потреби. Има серијски убиства кои што се извршени, па после тоа го повторува повторно, затоа што на некој начин може би ако слушнал некој, па некој ќе го издаде, ќе го ликвидирам. И тој за да не ме издаде. Значи, тие се луѓе кои што се пресметливи, луѓе кои што планираат, луѓе кои што добро знаат да ги прикријат трагите, луѓе кои што може би се и почитувани во средината. Значи, сето тоа е една сложена проблематика. Секој случај е случај посебен сам за себе. Но, повторно би рекла, секој случај треба да се работи студиозно. Значи, буквално, секој случај на убиство треба да се направи компарација предходно што се случило. Секој случај, дали има предходно жртва која ќе исчезнато лице, ваков случај, да речеме, ваков профил на жртва. Значи, има во Македонија многу луѓе кои што се водат како исчезнати. Тако беше случајот во Кичево, исчезнати жени се водеа а сите се отприлика на таа возраст. Она што кажа господинот дека се од 25-35, не, па имаме кои што се и постари. Овој што беше од Ѓорче Петров, така наречениот Раскојников, кај него беше влијанието на литературата во однос на извршување на
сериските убиства. И таму беше користолюбие. И таму е користолюбиве. Значи, кражбите значи, целта е кражба, но при таа кражба веќе преминува и во убиство. И тука имаше, тој се откри во лифт кога го препознале луѓе кај што од околината. Па така беше случајот, почната да се открива. Добро, колку ова нова модерно време произведува повеќе изолирани, фрустрирани поединци? Или да го преформулирам прашањето, дали денес постојат повеќе лица со повеќе ризични карактеристики од колку пред 20-30 години, или само сме почувствителни на вакви случаи? Малку сме повеќе почувствителни, иако некои проценти зборуваат дека 30% од популацијата се со психопатски однесување, социјално однесување на расови такива. Дури, само за ваша информација, околу 70% од лицата кои се наоѓаат во затворите се со психопатски однесување. Тоа значи дека сепак сите овие научни созданија што ги имаме за нив би требало адекватно да се применат во пракса. Има статистика што кажува во која насока се движат сериските убиства генерално во светот? Дали се во пораст или не? Во принцип во пораст се, имајќи во предвид сето она што се случува. Меѓутоа и од друга страна штетата на државата од овие серијски убици на кои им се изрекуваат најстроги казни е огромна. Од прилика за Америка, знаем, пак од таму таа статистика водиме, на лице серијски убици ја кошта државата 3 милиона евра до 60 години. Затоа што повеќето се со доживотна изречени доживотни казни. Добро, дали социјалните мрежи и ова наклонетост кон дигиталниот свет може да ги засилат девијантните фантазии? Точно, нагоните се засилуваат. Очигледно дека ефикасноста на државата би требала да биде благовремена и брза. За да би се сузбило, кога сите би знаеле дека би биле казнети, тогаш навистина би размислиле дали понатака би се го остурувале ова дело. Еве го последниот случај, не знам дали го следевте, кога единицата за компјутерски криминал имаат пресретнато дете кое што сакало да се самоубие. Па тие го детектирале како случај, соодветно реагирале и е спасен. Треба да се зајакне превенцијата на сите. Порано јас кога работев во полиција, значи полицаецот позорникар кој што беше очи и уши на заедницата, имаше многу поголема ефикасност, затоа што тој полицаец знаеше точно што се случува. Кое дете во училиштето е такво со работката со училиштата. Значи, она што треба да го ние како држава направиме, поголема превенција. Буквално од најмала возраст па до или од оној ситен криминал па до најтешките кривични дела. Како една од системот на криминалистиката, покрај откривањето, обезбедувањето на докази е и превенцијата. Или функцијата на полицијата не е само репресивна, е и превентивна. Зајакнувањето на превентивната функција ќе доведе до намалување на потребата од репресивност. На тоа треба се повеќе да се работи и јас би рекла дека треба да се врши оние континуирани учења, значи постојано учење, но и размена на искуства, размена на информации. Многу се потребни оние тркалезни маси, ние често ги правиме на факултетот за безбедност, каде што сите си ги кажуваат недостатоците и тука треба да произлегуваат заклучоци како да се надминат недостатоци, посебно во делување на намалување на криминалот или намалување на семејните насилства, посебно на најтешките кривични дела. Како стапка на зголеменост на светско ниво се масовните убиства. Значи, сериските не толку многу масовните убиства, кои што се потежок облик, значи во исто време починуваат, им е одземен животот на поголем број на лица, и тука институциите сепак треба да делуваат. Так. Но, еве јас ќе ви кажам, криминал имало, секогаш има и ќе има. Но како општество треба да изнаоѓаме механизми за справување со истите.
Да, алармот е секако вклучен и не сме да има оправдување за никого, бидејќи на крајот на криштата и таа индивидуална патологија е огледало на пошироките општествени слабости. Никола Скамањански, благодарам многу за учеството во денешното издание на Да се каже. Почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.